во тек е изградба на 2 стамбени згради со вкупно број на 70 станови. Околу посетата на денешната посета ќе поразговараме со министерот. Министре, докаде се работите и кога се очекува се тоа да заврши? Благодарам на прашањето, како што може да се забележи дека се навлезени во длабока динамика компанијата, односно што работи тука на објектот, се работи за инвестиција од 85 милиони денари. Јас очекувам дека согласно договорот за во рок од 2 години комплетно ќе биде завршена оваа зграда. Околу 70 станови ќе може потоа да се поделат на оние граѓани што се од социјално ранливите категории. Ние согласно динамиката што имаме зацртано како влада и програмата што имаме претходно усвоено од ВМРО-ДПМН, прецизно и точно кажуваме кога ќе се започне со работа и можете да видите на терен согласно годините дека сегде се работи. Моментално се работи во повеќе градови во Република Македонија, преку 123 стамбени единици се градат и по нивна изградба, односно согласно договорот, сите оние стамбени единици ќе се поделат на оние граѓани што најмногу им се потребни, односно на социјално ранливите категории. Најавив за 2 години ќе биде сето тоа готово, потоа треба комисија да ја прими зградата. За колку време тоа би требало барателите? По изградбата на самата зграда, согласно договорот и одобрението за градење, се прави технички прием по завршување на целата процедура, потоа започнува на процедура за делењето на становите. Значи, согласно законот се формира прво комисија, составена од Министерството за транспорт и врски во труд и социјала, кои ги примаат сите оние барања претходно што ќе бидат објавени со повик во дневните медиуми, односно во печатениот медиум и на нашата веб страна. Сите оние што се заинтересирани ќе може да аплицираат, потоа комисијата ги прегледува сите документи. Потоа се прави распределба, да се види на прелиминарната распределба кој ги добил, односно првично кој ќе ги добие становите, потоа комисијата иде на лице место од куќа во куќа, односно да провери дали документацијата е веродостојна со тоа што е на лице место. Потоа комисијата составува записник и становите се доделуваат на сите оние што најмногу треба да ги добијат, односно најзаслужните, согласно документацијата и реалната веродостојна ситуација на терен. Благодарам, министер. Студио со нас тука и директорот на јавното предпријатие Цветко Грозданов. Господин Грозданов, министерот кажа дека се гради на 123 објекти. Каде се тоа се гради? Да, се гради на 3 локации, во 3 општини, се гради во Гостиевар, се гради во Македонски Брод и се гради во Кочани. Сакам да напомнам дека со динамиката секаде сме пред зацртаното, во Кочани дури некаде околу 5 до 6 месеци ќе завршиме зградата пред истекот на самата динамика. Тука некаде околу 2 месеци, така да останува само и на реално динамиката во Македонски Брод да се исполни.